Драги ученици, добре дојдовте во училница. Ова е час по македонски јазик за трето оделение, а јас сум наставничката Дијана Илиевска-Ковачевска од Основното училиште Свети Кирил Методи Центар. На овој час ќе учиме за броеви како вид зборови во реченицата. На овој час треба да ги постигнеме следните цели: да ги разберете поимите главни и редни броеви, да правите разлика помеѓу главни и редни броеви, да правите разлика помеѓу броевите и другите видови зборови во реченицата, да научите правилно да ги пишувате главните и редните броеви. Во текот на часот ќе ни биде потребно покрај вас да си имате тетрадка и прибор за пишување. Па можеме да започнеме. Најнапред би сакала да ви прочитам еден краток текст кој што се вика Фалбаџивки, а од илустрацијата што стои до текстот забележувате дека станува збор за три другарчиња: Јана, Ана и Јаце. Па следете ме. Фалбаџивки. Јана и се пофалила на Ана. Баба ми на село има 2 кози, 3 крави и 1 вол. Ана пак да не остане покуса и рекла: па и баба ми има домашни животни. Во нејзиниот двор шетаат 11 кокушки, 7 јагниња и 2 овци. Аце ја слушнал и првата и втората другарка што кажа, па си помислил во себе си: и кај мојата баба има 12 кокушки, 20 пилиња, 7 крави, 10 овци, 6 кози и 1 коњ. Но, другарчиња, Аце не е фалбаџија и затоа не рече ништо. Од текстот забележавте веднаш кои се фалбаџивки, но забележавте исто така дека некои од зборовите се запишани со затемнети, задебелени црни букви. 2, 3, 1, 11, 7, 2, првата, втората, 12, 20, 7, 10, 6, 1. Овие зборови ученици се викаат броеви. На следната слика погледнете и кажете ми колку деца има на сликата. Секако дека ќе ми одговорите, на сликата има 5 деца. Или следната слика, колку јајца има во тревата. Во тревата има 12 јајца. Или колкава е вредноста на оваа банкнота. Оваа банкнота има вредност 100 денари. Во одговорите на овие 3 прашања забележувате дека зборовите 5, 12, 100 стојат пред именките деца, јајца, денари и укажуваат колку имаме нешто на број, односно колково е количеството. Зборовите 5, 12, 100 се викаат броеви, или со броеви се означува количество, колку има нешто на број. На една рака имаме 5 прсти, а на двете раце вкупно 10 прсти. Во нашата училница има 24 клупи. Во четвртиот ред има празна клупа и столче. Или на жицата има 7 ластовички. 5-тата ластовичка сака да летне. Во овие реченици зборовите 5, 10 прсти означуваат количество. 24 клупи исто така означуваат количество клупи. 7
ластовички, количество ластовички. Но зборовите четвртиот ред, петтата ластовичка, не означуваат количество, туку означуваат кој е поред нештото. Значи, броеви се видови зборови во реченицата, кои може да бидат главни или редни. Главните броеви може да бидат прости или сложени. Прости броеви се броевите од 1 до 10, вклучувајќи го и бројот 100. А сложени броеви се броевите од еден збор, како што се 11, 12, 17 до 20, или состав од повеќе броеви, 27, 39, 115, 2020 и така натаму. Значи, сложените броеви може да бидат состав од повеќе броеви. И редни броеви, рековме дека се броеви кои укажуваат кој е поред нештото. Се мисли на лице, предмет, суштество. Значи, не укажуваат количество, туку кој е поред нештото. Кога читате списанија, книги или лектири, често пати ќе се запрашате зошто некои редни броеви се пишуваат со две букви Т една до друга. По ученици постои едно правило за пишување на редните броеви. И тоа, ако бројот од кој произлегува редниот број завршува на согласката Т, тогаш редниот број се пишува со две согласки Т една до друга. Например, 5, редниот број ќе биде петти. Или бројот 9, редниот број ќе биде деветти. 10, десетти. 20, дваесетти. 50, педесетти. Исклучок од ова правило е бројот 6, значи редниот број шести се пишува со едно Т. Сега сакам да ви дадам една задача, да го препишете во вашите тетрадки планот, односно најважните работи што треба да ги запомнете од овој час. Наслов ќе ни биде броеви, главни и редни. Зборовите со кои се означува количество или колку има нешто на број се викаат броеви. Броевите стојат пред именките и покажуваат колку предмети, лица или суштества има на број. Овие броеви се викаат главни броеви. Главните броеви може да бидат прости, броеви од 1 до 10 и бројот 100, и сложени броеви од еден збор или состав од два или повеќе броја. Пример, 1, 3, 7, 10, 100 се прости броеви, а додека пак броевите 11, 15, 20 и 7, 160 се сложени броеви. Броевите кои означуваат кој е поред нештото, предмет, лице, суштество, се викаат редни броеви. Пример, прво, второ, петти, десетти, 120 се редни броеви. Тука можете да го сопрете видеото, да го препишете планот во вашите тетрадки, а потоа да го продолжите. Следува уште една задача. Оваа задача вели препиши ги следните реченици, така што на местото од цифрата употреби збор, односно број.
Мојот брат учи во 7 оделение. Оваа година ќе наполнам 9 години. Не сум била во училиште од 10 март. Секој трет ден одам на пливање. Мислам дека задачата не е општо тешка, тоа брзо ќе го завршите. Ученици, ви благодарам што ме следевте и довидување.